Не само во чистота, сите јавни предпријатија се соочуваат со фактот дека поради недомаќинско работење, повеќе од дводецениско недомаќинско работење, се соочуваат со сериозни финансиски импликации. Главниот проблем во чистота е блокадата на чистота финансиска од страна на УЈП за неплатено ДДВ од период 2004 година па некаде до 2014 година. Многу слична состојба ви е само во однос на неплатена вода и водени давачки во јавното предпријатие Водовод. Претходно исто тоа, слична ситуација беше и во јавно предпријатие Пазаришта, а ако се сеќавате и Куманово паркинг, беше финансиски блокирана компанија до моментот на моето доаѓање на челната позиција во општината. И видите сега, наместо да се засрамат тие што ги доведоа тие јавни предпријатија во таква состојба, денеска сме сведоци како пишуваат колумни и како ни кажуваат како требало да биде и дека некој сака да ги уништи јавните предпријатија. Не, некој се обидува да спаси нешто што е умрено пред повеќе од 10 години. И јас како градоначалник и менаџерските тимови таму нема да го дозволиме тоа. Но фактот е дека покачување на минималните плати, а не покачување во реципроцитет на цените на услугите кои што овие јавни предпријатија ги даваат кон граѓаните, дефинитивно ја оттежнува и така тешката финансиска работа во овие јавни предпријатија. Конкретно, јавно предпријатие Чистота и покрај сите обиди за извршување, иако не е согласно законот, бидејќи видите, вие согласно законот не можете да извршувате јавно предпријатие кое што е давател на јавни услуги и преку тоа извршување да ја загрозувате состојбата на градот и граѓаните во кое што се наоѓа. Но за жал, овде постојат политичко, судско, медиумски, квазимедиумски контакти и интересни групи, кои што се обидуваат по секоја цел да наштетат на актуелната локална власт, сакајќи во јавноста да ја прикажат дека е неспособна. И јас ги убедувам дека и оваа ќе го надминеме, но исто така и ќе ги утврдиме намерите на сите поединци кои што сакале да наштетат на граѓаните со ваквите постапки. Да, јас сметам дека вработените во јавните предпријатија треба и мора да земаат плата и сите надомести во рамки на дозволеното. Наскоро не очекуваат локални избори, веднаш после тоа ќе се отвори темата, каде што ќе разговараме многу отворено и ќе го најдеме начинот како да ги санираме сите тие проблеми, а во моментов разговараме и со владата да се сондираат сите долгови на јавни предпријатија во државата и бараме начин со ресорната министерка за финансии како да се обидеме јавните предпријатија да ги извадиме од оваа тешка финансиска дубиоза. Бидејќи износот кој што го долгува Чистота во овој случај од 24 милиони денари долг кон управа за јавни приходи како долг за неплатен ДДВ, пак ќе потенцирам. Во време на владење на луѓе кои што денеска ни солат памет со колумни, е 24 милиони денара, а дополнително каматата е енормна над 100 милиони денари. Тоа се нереални средства. Но видите, овој износ од 400 и нешто илјади евра во однос на вкупниот долг на јавните предпријатија во државата, кој што надминува повеќе од 300 милиони евра, и тоа со сигурност ви го тврдам, представува една капка во море во вкупниот долг. Државата е мајка на општините, а општините се мајка на јавните предпријатија. Ние не можеме да имаме функционален систем доколку државата не се заложи да ни помогне. Благодарејќи на добрите релации и добрите односи со актуелната власт, што не беше случај во минатото, за жал, бидејќи во минатото поранешната влада носеше селективни одлуки
каде ги отпиша сите долгови на јавно предпријатие Водовод во Струмица, но тоа не го направи за нашите јавни предпријатија и останатите. И видите, повторно, после неполни 3 години, вие го имате истото јавно предпријатие од Струмица кое што ви е презадолжено. Значи не може за едни мајка, за други мајки. Благодарејќи на добрите односи со оваа влада и разбирањето, мислам дека ќе изнајдеме решение и на овој проблем, кој што нема да биде само решение за јавно предпријатие Чистота или нашите јавни предпријатија, туку за сите. Видите, јас дојдов 2017 година на чело на оваа општина. Вкупниот долг на општината беше 15 милиони евра. Вкупниот долг на јавните предпријатија беше повеќе од 15 милиони евра. Од 6 јавни предпријатија 4 беа во финансиска блокада комплетно. Денеска се 2. Долгот е намален на јавните предпријатија, а долгот на општината воопшто го нема и општината е комплетно стабилна. Што значи нешто што се главело и уништувало со години и години нанасит. Не зборувам само од аспект на корупција. Корупцијата може би е имало, но во многу мал дел. Многу повеќе поради несоодветно менаџирање и несоодветно прилагодување на условите на пазарот е дојдено до таква состојба. Епа јас немам магично стапче да ги решам сите проблеми во рамки на овие 8 години и затоа денеска гледам како сум предмет на се поголем број на напади и мене ми е многу мило кога истите напади доаѓаат токму од тие кои што ја доведува состојбата во градот ваква каква што е во тие јавни предпријатија конкретно. Општината ако ги даде тие 400.000 евра, а не се само 400.000 евра, во овој случај се за УЈП. Значи зборуваме за поголеми износи на суми, тогаш ќе треба да го избришеме ова што претходно ви го прочитав. Значи да не градиме улици, да не градиме инфраструктура, а да ги плачеме долговите на колумнистите и на сите тие што биле генерации и генерации претходно и ја воделе оваа држава и ги оставиле тие јавни предпријатија во ваква состојба како што е се. Па на крај да излезам на референдум па да ги прашам граѓаните. Дали сакаат парите да ги вложувам нивните пари во улици и инфраструктура или да им ги плачам долговите на тие на кои што им прават сега хвалоспев, а горниса сето она кое што го затекуваме денеска и го имаме. Значи, јавното предпријатие може, јас го дадов одговорот, може да се одблокира само со владина помош. Наработиме со Министерство за финансии на еден проект да се обидеме, бидејќи основната причина за блокадата на јавните предпријатија се долгови на јавните предпријатија кон Управа за јавни приходи и кон јавни предпријатија во државна собственост на централно ниво. Тоа се Водостопанство на Македонија и други државни институции. Доколку Министерството за финансии во соработка со ЗЕЛС и општините изнајде модел како ќе трансферира средства финансиски да се затвори кругот, тогаш може јавните предпријатија да излезат од криза, дополнително да се направат нови планови за санација финансиски и со буџетски средства на општините да се импутираат поголеми средства во јавни предпријатија, бидејќи претходно ви прочитав. Следна година општина Куманово ќе има 27 проекти кои што ќе бидат финансирани од буџетски средства. Па не само тоа, првично тоа е извршување кое што во моментов се случува во јавното предпријатие апсолутно спротивно на закон. Јас не знам кој извршител може и по кој основ и било кој судија може да дозволи извршител, бидејќи таму имате во делот на извршувањето со закон дефинирано дека не можете да извршувате некој кој што дава услуга. Замислете, тогаш, предпоставувам, ако дојде до блокада на јавно предпријатие, ќе се соочиме со порадикални мерки во центрите од каде што доаѓаат овие интенции
Во конкретниот случај тоа го одобрил судот. Судот направил пропус. Видите, општина Куманово кога дојдов јас работеше со рамка, финансиска рамка. И прва недела дојдоа да го извршуваат имотот на општината. Претходно не дошол никој. Што дојде извршител да ги извршува дуќаните во занаетчиски дом кои што се во собственост на општината? Па не може. Согласно законот вие не можете да ми го земете компјутерот на кој што јас ги евидентирам сите мои податоци за сметки, претплатници, кој ми плаќа или не ми плаќа. Но видите, овде по системот сила Бога не моли, дајте да најдеме некоја точка или дупка во законот, но ќе ги поврземе имињата и многу брзо ќе го добиете одговорот преку директорот на јавното предпријатие. Инаку немаме намера да го оставиме ниту јавното предпријатие, ниту вработените, ниту пак граѓаните во овој случај без услуга соодветно од страна на јавното предпријатие. Ни во ова јавно предпријатие, ни во останатите јавни предпријатија.